Во продолжение веќе најавеното интервју со инфектологот доктор Валерија Кирова во кое зборува за пандемијата, за начинот на кој Македонија и светот се справуваат со неа и дали со доаѓањето на Омикрон на повидок е и нејзиниот крај. Со неа разговараше Адријана Алексиевска. Доктор Валерија Кирова и 2021 година ја одбележа пандемијата, висока смртност, висока инфективност. Дали ја научивме лекцијата од минатата година и дали и каде погрешивме во однос на борбата со пандемијата? Значи, стапката на смртност е практично дефинирана како однос на бројот на случаи потврдени конкретно со COVID-19 во однос на бројката вкупна на заболени. Овие бројки експлицитно не може да бидат измерени со оглед на тоа што постојат податоци дека не сите случаи на заболени лица и се децидно детектирани или потврдени. Постојат и случаи на секаде низ светот со само тестирање, со, да речеме, непријавување во одредени институции и да минат, а и асимптоматските или оние подвижните извори на инфекција, дечињата, сите тие се практично извор на инфекција, но не влегуваат во вкупниот број. Од тука сметам дека и малку повисоката бројка на смртност сепак е во прилог на поголемиот број на заболени лица. Лично сметаме ние, инфектолозите, епидемиолозите, во тој контекст. Потребни ли беа дополнителни мерки од оние кои беа на сила еве последниве 6 месеци? Постојано лекарите алармираа за високата смртност и високата инфективност на вирусот, меѓутоа здравствените власти сметаа дека мерките се доволни, посебно оние кои им забрануваат на невакцинираните граѓани да влегуваат во трговски центри, во ресторани и така натаму, што тоа дополнително резултираше како една кампања за подигнување на свеста за проблема вакцинација. Па лично сметам дека сепак постојат такви мерки во јавните простори, во трговските центри и во рестораните. Навистина ревностно сметам дека работеа службените лица кои што се задолжени за проверување на вакциналниот статус на клиентите, односно на муштериите кои доаѓаат кај нив, така да тие мерки ги почитувам и сметам дека треба да продолжат со подобрување и софистицирање, со кодирање, не скенирање и така натаму, затоа што се навистина гаранција за заштита населението, на популацијата. Лично сметам дека и го повторувам постојано кога сум на медиумите, дека вакцинацијата е една неголема придобивка на медицината. Од памтивек, значи, покрај антибиотиците, така и првата вакцина, а и последователно со појавување на болести, она што ќе го спаси светот е токму вакцинацијата. И за да се случи ендемиска појава, односно сезонски карактер, треба да продолжиме ревносно со вакцинација и треба во тек се израелски истражувања за 4-та бустер доза. Во Америка почнаа вакцинациите и на помали возрастни категории, како што се дечиња од 5 до 11 години, така да тоа е тоа. А дали ќе имаме пик? Па мислам дека ќе имаме уште еден пик, ама ќе видиме. Времето ќе ни покаже.